Ново издание на Офсайд Вести, а во него ќе гледате. Новото издание на Офсайд Вести е посветено на меѓународниот турнир Next Level, кој оваа година ќе се одржи од 28 април до 1 мај. Во новото издание на Офсайд Вести разговараме со Марино Марковски, дипломиран професор по физичко образование, тренер со 4 годишно искуство во втората македонска фудбалска лига, носител на УЕФА лиценца и тренер во сопствената фудбалска школа Next Level. Во продолжение, разговорот со Марино Марковски кој го направивме на спортскиот рекреативен центар Билен извори во Охрид. Добар ден на сите. Првин сакам да се заблагодарам до телевизија М-нет и посебно спортската редакција, посебно до тебе Александар, и ви посакувам многу повеќе успех, многу напредувате, ви посакувам многу успех понатака. Фудбалската школа Next Level ја формирав во 2020 година. Декември 2021 започнавме со работа, веќе трета година. Во декември го прославивме и третиот роден ден на клубот. Започнавме искрено со 20 дечиња, сега моментално школата брои околу 150 дечиња, но нормално кај фудбалските школи тоа варира во однос на времето и ред други работи. Наша цел со школата, прва работа е социјализација на децата, учење на основни елементарни техники од фудбалот, учење на здрава исхрана и соочување нормално на дечињата со порази, со победи, преку тоа да растат и да се створат во едни здрави личности. И понатака нормално да просперираат во фудбалската кариера. Дај Боже, сепак да бидеме реални, и според статистиките во светот на 100.000 фудбалери еден успева да направи професионален договор и да живее од тоа. Меѓутоа, целта на школите, ја кажав и предходно, е тие да се развиваат правилно и да станат здрави личности. Лани го организиравте за прв пат меѓународниот турнир Next Level. Како беше тоа искуство за вас како организатор за прв пат? Колку екипи настапи на тој турнир? Да, така е. Лани прв пат организиравме турнир. Турнирот беше одржан во јуни месец. Кратко ни беше времето за припрема, меѓутоа турнирот помина дури неочекувано. Не очекувавме толку добро со толкав број на екипи. Турнирот броеше околу 110 екипи во 6 различни категории се надпреварува. За прва година јас искрено сум задоволен, се надевам и од организацијата, екипите кои беа и кои учествуваа на турнирот беа задоволни, помина све во најдобар ред. Оваа година се организира вториот меѓународен турнир Next Level. Кога истиот ќе се одржи, кога ќе заврши, како е планот? Оваа година имаме промена во датумот, односно за нашиот распуст великденски ќе се одржи овој планот е да се одржи овој турнир. Веќе датумите се закажани од 28 април до 1 мај. Новитет е оваа година ќе се одржи во 3 односно 4 дена. Целта е за да повеќе да се растерети. Лани беше многу набиено и од грешките нормално лани што ги увидовме, сега правиме за да порелаксирано да имаат повеќе одмор децата, да се одржи во 3 дена. Имаме и вметнато некои новитети. Сакаме да постигнеме соработка со М-нет телевизија и да има лайв стрим, односно утакмиците да се пренесуваат, некои утакмици да се пренесуваат во живо. Веќе пуштени се понудите, контактираме со екипи од Македонија, со екипи од нашето соседство од Балканот и се надеваме дека оваа година ќе има подобри екипи, поголем број на екипи и нормално нивото на организација ќе биде на повисоко ниво. Сепак и втора година е почеток, ние се трудиме ова да стане традиција и од година во година да станеме што подобри во однос на организацијскиот аспект. До кога е најдоцна рокот за прибивање на екипи? И кој се вашите очекувања бројка, која би очекувале вие да настапат на турнир? До крај на месец март, односно 1 април, планираме да го затвориме кругот и веќе од генерација планираме ќе се исто како и лани ќе се надпреваруваат 6 различни категории. Во генерација планираме од 20 до 24 екипи. Кои генерација ќе настапат? Од 2011 до 2016 генерација. Значи очекувате 6 генерации. 6 генерации исто како и лани. Очекуваме што поскоро да се затвори тој круг
и да имаме повеќе време во организацијата, односно организацијскиот аспект да биде све на ниво. И голема благодарност исто така до општината која има голем удел во ова, која доста помага во однос на фудбалските школи, во однос на организирање на манифестации во Охрид општо. И голема благодарност до спонзорите лани и се надевам дека и ова година ќе постигнеме соработка да сепак тие вложуваат во нешто најсвето во децата за тие да се развиваат. Има ли интерес од прволигаште и второлигаште кон некое ваше дете да кажат ако е некој талентирано да биде следено да во иднина го превземат во сињевска екипа? Искрено нашата работа и според мене во Македонија на школите треба да е целта да ги ствараме сите аспекти, да гледаме на сите аспекти на детето, а потоа во младинските школи да се развиваат и од тука да станат во професионални играчи. Многу се мали, ние работиме со деца до 13 години за да пројави интерес некоја прволигашка екипа. Ние имаме соработка со прволигашки екипи каде што ги препраќаме децата во младинските категории. Меѓутоа, за во прв тим си имаат тие нормално тие си превземаат другата работа. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел да ги следите новите изданија на спортска мрежа, подкасти и Офсайд вести, емисии кои се посветени на македонскиот спорт.